Ајде да речем, имате некој кој што не се цени себе си, имате некој човек кој што не се почитува себе си. Како да ве почитува друг човек ако не се почитувате вие себе си? Сега, гледайте, кога имате некој човек кој што се почитува себе си, кој што се вреднува себе си, кој што си дава љубов и енергија на себе си, гледайте, станувате многу пореални за околината. Кога се сакаме и се почитуваме себе си, станувате многу пореални за околината. Зошто? Поради тоа што давате енергија на вас. Знаете, не е убаво човек да не се почитува и да се сака себе си. Напротив, не убаво е да не се почитувате и сакате себе си, поради тоа што и другите луѓе нема да ве почитуваат. И гледайте, ако вие не си ја дадете таа енергија на вас и давате енергија за секого, ама вие останувате запоставени, тогаш вашата, ајде да не речам аура, ама вашата енергија околу вас е нејасна и е магловита ако не се почитувате себе си, затоа што себе почит е себе љубов. И кога имате себе почит и себе љубов, вашата енергија е појасна или да го искористам зборот по-реална. И станувате реални за другите луѓе. И кога видите некој човек кој што има самодоверба, кој што има сигурност, меѓу другото тој се сака и себе си. Не викам ја заљубен у себе егоистично. Него викам се цени себе си, се сака себе си, ги сака и почитува другите луѓе. Но ја има и таа енергија да се сака и се почитува себе си. Задоволен и среќен е со себе си. Вашата аура, вашата енергија околу вас е многу убава. И кога ќе поминете покрај некој човек, само поради тоа што енергијата е јасно дефинирана и е убава, бум, ќе ве приметат. Бум, ќе ве приметат. Ама што се случува ако имате, например, некој човек кој што е на одоброволување, кој што да не сгреши на другите, кој што мора да им одоброволува и да ги одоброволува и му годува ни сите други луѓе, ама он се заборава. Он себе си се гази. Вашата енергија не е јасна поради тоа што не е јака. Затоа што дел од јаката енергија ваша доаѓа од тоа да се сакате и почитувате себе си. Сте видели ли некогаш ќе отидете да се дотерате, ќе се нашминкате убаво, ќе отидете на фризер, ќе обидете убава хаljина, ама самото тоа што сте го направиле тој гест укажува да себе почити на себе љубов. И одеднаш бум, ќе ве приметат. Ама не е само да облечеш хаljина и да отидеш на фризер. Него станува збор за енергија која што ти ја зрачиш од тебе. Ама ако ти немаш себе љубов и ако немаш себе почит, таа енергија од тебе која што треба да излезе, не излага. Затоа што го видиш некој човек стуткат, ако видиш некој човек згрчен, ако видиш некој човек, не знам, кој што не си дава на себе си енергија како што им ја дава и на другите луѓе, он ја нема дефинирано својата аура и своето енергетско поле околу него е слабо. Знаете, поради тоа што ако не се сакате себе си, ви имате слабо енергетско поле околу вас. Ако имате човек што се почитува и сака себе си, вика, знаеш што, не, ова е за мене, сега јас идам тука, овој саат е за мене, овој саат не е за вас, сега ја идам таму и таму, сега ќе излезам така и така. И сега, вие кога тоа го правите, и знаете дека така треба, имате еден тип на заповедност, ама не заповедност, ја идам таму, не ми е гајле, него заповедност во смисол на сигурност и одлучност дека така ќе биде. Ако ти не си сигурен, може ли, ама дали би можело, би ти пречело ли јако? И ја не викам дека ние не треба да прашуваме други луѓе, затоа што коегзистенцијата мора да се координираш со некој околу тебе. Ама сакам да кажам, мора и ти да имаш став, цврстина и јаснотија што сакаш. Поради тоа што ако ти немаш јаснотија што сакаш, ако немаш јаснотија што ти се твоите цели, ако немаш јаснотија во намерата да живееш денеска со намери да речеш идам таму и таму. Сте видели некој човек кога ќе влезе во некоја просторија со јаснотија и со намера? Штук, одма го приметуваш. Ама ако имаш некој човек што ќе влезе, па не знае ни он кај тера, па е конфузен, па е млитав, па не знае што сака од животот ни од сам себе, тој човек не е јасен. Ако вие не сте јасни во животот и постоењето, нема да бидете јасни ни за другите луѓе. Гледайте, едноставно е. Ако не сте јасни во намерата што сакате денеска, ако не сте јасни кај одите, ако не ви е јасен планот, ако не сакате јасно да стигнете таму кај што сакате да стигнете, без при тоа да ве манипулират, ама не мисли ти само за себе, па и за себе мора да мислам, ја мислам за сите, ама морам да мислам и за себе си.
затоа што не е греф да мислам и за себе си. Имате луѓе што ќе ве направат да мислите дека е греф да се ставиш и себе си у распоред, да имаш и собствени цели. Еднаш зборував колку е важно да си има собствени цели. И дури кажав, многу е важно да имате од прилика 70%, 60-80% да имате ваша цел и ваша визија. И 30-40% да им помагате на оние околу вас да ги постигнат нивните цели. Ама имате луѓе што 90% помагаат на другите луѓе да ги постигнат нивните цели, а само работат 10 или 20% на собствените цели. И после тоа се незадоволни како никој нив не им враќа. Гледај, ти си се распродал за сите други луѓе. Ти немаш собствена визија и собствена цел, што ти сакаш во твојот живот. Не работиш на тоа. И ти си распродаден на сите. Распродаден со енергијата си на сите. И после тоа ти мислиш затоа што 90% за другите гледаш, а 10% гледаш за себе, ти мислиш дека треба сега 90% ти се врати тебе. Да, ама ти за тие луѓе за кои што си 90%, он не е 90% за тебе, он е веројатно 60-70% за него и 3-40% за тебе. И се после ти е криво зашто тој не ти вратил на тебе, зашто ти си се вложил 90% нешто, ама си се запоставил себе. Ама замислете ако ти имаш цел, каде што работиш 60-70% на твојата цел, гледате, и некој да не те повика, и некој да не те уважи со некој гест, може би треба да доеш на некоја прослава па заборил да те викне. Гајле ти е, затоа што ти немаш ли време да отидеш на прославата зашто работиш на својата цел. Не ти е проблем ако нема те викнат, ама проблем ти е ако не те викнат, затоа што ти 100% си го дал животот за нив, ама не си се ставил себе си во твојата цел и во твојот живот. И затоа ти е проблем ако некој не те викне. И затоа ти е проблем ако некој не го направи истото за тебе. Ама ти ако 30-40%, а работиш за другите луѓе, им помагаш и на нив, затоа што ние сме социјални битија, ти не можеш да живееш сам и да не помогнеш на никој. Тоа е илузија. Ама ти ако помагаш цело време на сите, ама немаш своја визија и своја цел, и не работиш на својата визија и своја цел, после тоа крив ти е друг зашто не си направил нешто, ама уствари не ти е друг крив, него ти погрешен процент си дал во однос на како си ја прераспределил енергијата во твојот живот. Замислете, имаш 60% од енергијата на твојата цел. Имаш останати 40%, пријатели, фамилија, жена. Има еден многу убав цитат од Гран Кардоне. Ми рекол на собствената жена, Елена Кардоне. Вика, не ме терај да направам компромис со моите цели за тебе. Не ме терај да ги напуштам моите цели заради тебе. Не ме терај да направам предавство кон моите цели заради тебе, поради тоа што во моментот кога ќе направам предавство кон моите цели, набрзо после тоа ќе направам предавство и кон тебе. И колку луѓето прават предавство кон сопствените цели, и после тоа им е криво зашто направиле предавство кон сопствените цели. Немојте да ви биде криво ако вие направите предавство кон вашите цели. Никој не ти е крив. Целта твоја секојаш ќе ти го даде фидбекот назад. Ама ти ако немаш цел, и ако секојаш работиш за друг, ама немаш собствена цел, тогаш ти немаш контрола врз твојот живот. Тогаш очекуваш да те викнат, очекуваш другите да направат реципроцитет за тебе, ама другите не го прават тоа. Сега, ако сакаш да имаш убава контрол и убави релации, не се запоставај себе по собствените цели. Сакаш да идеш у теретана, иди. Сакаш да идеш на, не знам, зумба, едно, друго, трето, иди. Затоа што ти кога ќе идеш и кога ќе правиш нешто, и после тоа може би некој ќе рече, ама ја ќе се излезаме. Добро да излези. Затоа што ја исто бев. Ама ти никаде не излагаш, неќеш да искочиш сам, неќеш да отидеш ваму, неќеш да отидеш ваму, и сега некој ти вика, бе, ја ќе искочам. А, кај ќе искачаш ти? Па ја не излагав заради тебе, па... Видите, пак ќе кажам, треба координација, треба комуникација и треба заедништво и треба разбирање, апсолутно. Ама поентата ни е поопшта. Ние мораме да имаме собствени цели, мораме да имаме собствени амбиции, мораме да сакаме нешто да постигнеме, затоа што тогаш никогаш нема да се разочаран, тогаш го има животот под твоја контрола. Овие луѓе кои што се цело време распродадени, една пријателка еднаш ми каже, вика, Жаре, вика, добра, и па не чинам. А викам, тебе, што ти е тоа дефиниција добра? Па вика, на сите му годувам, па тоа не значи добар. И видите што значи добар у дефиниција. Добра столица е таа што немате тресна на земја. Добар телефон е тој кој што не кочи. Има добри перформанси. Лаптоп добар. Лаптоп добар е кој што нема батеријата на 4,5 минути да му ја пуниш. Гледате,
Добар човек не е тој што угодува на сите. Добар човек е некој кој што има улога и функција во општеството, има улога и функција во фамилијата, има улога и функција во групата, има улога и функција кај себе си. И ги постигнува целите во секој од тие сфери. И кога ти имаш цели во секој од овие сфери и ги постигнуваш, ти ги постигнуваш собствените цели, дури имаш и твои цели во бракот, имаш твои цели во групата. Тоа се групни цели, фамилиарни цели, ама ти ги реализираш. Имаш лични цели. Сакаш да отидеш во теретана, сакаш да идеш на семинар, сакаш да прочиташ некој, сакаш да отидеш на некој, не знам, настан, иди. И така го контролираш времето. Тогаш твојата аура и енергија е убава. И луѓето те ценат. Зашто? Зашто се цениш себе си и го цениш собственото време. И кога ти го цениш собственото време, поради тоа што ги цениш собствените цели и ги ставаш како приоритет, луѓето ќе те земат како приоритет. Ако ти тебе никогаш не се ставаш како приоритет, околината нема да те направи приоритет. Ајде слушайте. Ако не си ги ставиш своите цели како приоритет, никој нема да те гледа со приоритет. Човек што секогаш става други луѓе за приоритет, него секогаш го ставаат последен. Ајде да повторам, кога вие сите други ги ставате за приоритет, себе не се ставаш ни на трето, четврто, пето место, немој да се чудиш зошто никој од околината не те става за приоритет, затоа што не ти уважува енергијата, енергијата ти е слаба, енергетското поле ти е слабо, аурата си се ослабил. Зашто? Затоа што не си се ставил и себе во равенката. Пак ќе кажам, не егоистички, ама мора да се ставиме и себе во распоредот собствен, мора да се ставиме себе во нашиот распоред и во нашата агенда и мора да се ставиме ние за приоритет. Што значи, ќе си отидеш на фризер, ќе си отидеш на, не знам, кај треба, мажов, ќе отиде у теретана, или девојката, или кој да си прави тоа што си прави, што треба да си го направи за него. Супер е. При тоа да не заборави дека има работи во другите сфери и дека треба да помага. И дека треба да помага. Не зборам за некој кој што пренагласено си мисли само за себе и тоа не го бива. Мора да има некој баланс, ама мораме да работиме и на наши цели. Имајте го на ум тоа, ако приоритет не си некогаш и ако не се ставаш никогаш за приоритет, ти сам себе и твоите цели нема да се чудиш зашто не си приоритет во животот на другите луѓе. Поради тоа што ќе видите луѓето ги ценат кога ќе рече сега ја за себе. Знаете, некоја жена или некој маж цело време бил за другите и вика, ми е гај, сега ја за себе малку ќе си мислам. И она почнала за себе да си мисли, мажот почнал за себе да си мисли, го уважуваат, го почитуваат, друг став имаат кон него. Апсолутно. Апсолутно ќе имаат друг став кон вас, поради тоа што ставот ваш кон вас е сменет. Ама немојте ова да го правите на љутит начин кон околината. Да ме изнервира, сега не ги вртам, не ги тркалам, само за себе си ќе си мислам. Не така. Зашто така не го бива. Така идете од другата екстрема. Не, со разум ќе се ставиш себе си, за да може и другите да бидат срекни. Имаше на некој подкаст, не знам кој точно кажа, ама беше на некој подкаст, каде што кажа дека брачен пар кој што се стават себе си за приоритет, не децата, затоа што како не се ставиме себе си за приоритет и ги ставиме децата за приоритет, тогаш и децата нема да им биде убаво кога ќе видат дека ние не функционираме како што треба. Имајте на ум, ова за мене барем има мудрост, ако и ние не се ставиме како приоритет, тогаш многу помалку луѓето ќе не цедат околу нас. Ама мора да бидеме балансирани во сите сфери и мораме да го тоа приоритизирање, да биде на некој начин секаде. Да бидеме и ние приоритет, ама да биде и фамилијата приоритет, да биде и работата приоритет. Ама имајте на ум дека мора да се ставите и вие вас за приоритет. Добрица, добар ден за вас, добра ноќ за нас, добра вечер за нас и се гледаме повторно. Не сум сигурен дали во понеделник ќе имаме лайв, ама се надевам дека ќе имаме, ама имајте убав викенд и се гледаме повторно или на 9 или на, како му доаѓа таму, 10. Поздрав, чао!